Дали имате потребно мнозинство за буџет? Како што кажав и во пресконференцијата, дека убеден сум, по пат на конструктивна дебата во комисијата, а со сигурност и на пленумот, ќе го обезбедиме потребното мнозинство за да го изгласаме овој ребаланс на буџетот за 2020 година. Секако, ние како комисија и јас како председател на комисијата за прашања поврзани со изборите и именувањата, сме надлежни во делот на именувањето и во делот на изборот. Во делот на распишувањето на огласот, со сигурност е надлежност на собранието. Јас очекувам дека и координаторите на координација кај председателот на собранието ќе се договорат кога на дневен ред на пленарна седница да се најде и одлуката за распишување на оглас за народен правобранител. Согласно сите приоритети кои што ги имаме во оваа ситуација, во овие моменти, убеден сум дека после тоа ќе дојде и точката за избор, односно за распишување на оглас за народен правобранител во Република Северна Македонија. Кате Повели. Благодарим на состојанијата и сега парламентот е на сила во однос на мерките кои што треба да се донесат поврзани со ковид пандемијата, со здравствените мерки. Дали според СДСМ и пратеничката група на СДСМ има потреба од построги рестриктивни мерки, кога добиваме рекордни бројки на корона позитивни и во која насока ќе ви се движеле, односно дали вие како пратеничка група имате малку поглед од она што е препорака на Имаме обврска и како политичари, но пред се како граѓани да ги почитуваме и мерките кои што и сега се во сила. Од друга страна, како одговорни пратеници, јас, но и ги повикувам на сите мои колеги овде во парламентот, да ги поддржуваме препораките и насоките на здравствените власти. Од тој аспект, колку што сите знаеме и јавноста знае дека веќе има предлог на сет по рестриктивни мерки, кои што дел од нив бараат и законски изменувања. Ако се држиме до она што е препорака на здравствените власти, убеден сум дека ќе успееме да се справиме на некој начин со овој тежок, со оваа тешка и здравствена, но и економска криза. Овде ја користам и приликата да упатам апел до сите граѓани на максимално почитување на мерките за носење на маска, максимално почитување на мерките за држање на дистанца и максимално почитување на мерките да не се групираме. Само на тој начин можеме да го неутрализираме вирусот. Тоа го прави цел свет, тоа го прави цела Европа, тоа сме должни пред самите себе, пред нашите семејства, пред граѓаните, пред државата, да го правиме и ние. За ограничување на работното време на госпиталските објекти и бројот на гости, дали сте, например, за ограничување на бројот на гости во домовите? Ке ја искористам оваа прилика да не спомнам мој индивидуален став, затоа што навистина овде во собрание действуваме и како колектив, навистина ќе ги почитуваме мерките и препораките кои што ќе бидат предложени од здравствените експерти, кои што се најповикани да предлагаат во оваа криза. Ако колегите немаат други прашања, Да, Повели Фатлина. Пратам пак кај народниот правобранител. Европската комисија бара да биде професионален човек, а не партиски одбран. Од другата страна слушаме дека веќе има определено име. Тоа што го слушаме во јавноста, јас би го сведел на ниво на шпекулација. Во ситуација кога уште немаме распишан оглас за избор на народен правобранител, не можеме да дискутираме и да дебатираме и да зборуваме за персоналните решенија. Така да го оставиме процесот да тече согласно законите, согласно договорот во парламентот, тогаш кога ќе имаме веќе на повидок и персонални решенија, секако дека стоиме на располагање да ги коментираме. Во врска со барањето на опозицијата за еден круг локални избори, дали евентуално може да се поведе нов систем за избор на градоначалници да се изберат преку советот на општините, а не директно на непосредни избори?
Секако тоа е прашање кое што сега се уште не е разгледано. Во моментот кога ќе имаме конечен став и како партија, секако како мнозинство овде во парламентот, ќе го соопштиме нашиот став. Она што е новитет во однос на локалните избори дека листите за советници ќе бидат отворени, што е чекор плюс, чекор напред кон демократизација во самиот изборен процес на локалните, кој што верувам со тек на времето ќе биде пресликан и во однос на парламентарните избори. Тоа е моје сопствено убедување. Ви благодарам.